Четворица завршија на токсикологија поради вдишување на токсичен чад од пожарот во Трубарево. Сите се жалеле на вртоглавица и кашлица поради вдишување на отровен воздух. Тројца од нив биле амбулантски прегледани и се пуштени дома, а една жена, која е жител на селото, е задржана на дополнителни испитувања. Еден од нив е жител, значи кој што живее во непосредна близина на пожарот. Едниот е припадник на АРМ и едниот е директор на ЦУК, значи во кој што бил таму, еден е полицаец. Како е останат? Тука е останат жителката која што живее таму, таа е со значи нема некои компликации, едноставно сакавме и директорот одлучиле и стручните лица да проложи со лекување тука во токсикологија. Лекарите апелираат на внимателност, да избегнуваат движење во близина на пожарот и да носат заштитни маски, а секој кој вдишал поголема количина на отровен воздух, ако почувствуваат симптоми како вртоглавица, кашлица и иритираност на очите, носот и грлото, да побараат лекарска помош. Колку и со што е загаден воздухот од горењето на литиумските батерии ќе се знае најрано утре. Од Институтот за јавно здравје појаснија дека почнати се испитувањата на почвата, водата и на радиацијата на воздухот. Во следните денови ќе бидат готови резултатите од мострите на Министерството за животна средина. Имаме 12 мерни станици на територијата на државата, од кои што неколку во Скопје, кои што во реално време, во реал тајм, во секоја секунда ни покажуваат дали има отстапувања од параметрите на радиоактивност во воздухот. Според нашите анализи и сознанија, во моментов нема никакво, ниту минимално отстапување од нормалните параметри што се однесува за радиоактивност во воздухот. Се испитуваат гасови СО, СО2, НО2, суспендирани честици, PM10, тешки метали, олово, арсен, кадиум и никел. Тоа се примероците кои се земени, исто така примероци се земени и од лабораторијата за животна средина при Министерството за животна средина. Во комуникација со лабораторијата најрано утре ќе ги добиеме резултатите, бидејќи тоа не се резултати што може одма да се покажат, тоа се само индикативни мерења, нешто што покажува веднаш. Значи се земаат во посебни филтри, филтрите се носат на анализа и потребно е време за да пристигнат резултати. Препораките за заштита од загадениот воздух остануваат да важат во подрачјата каде постои ризик од аерозагадување и каде што има пожари, да се остане внатре и да се затворат прозорците и вратите, да се исклучи вентилација и климатизацијски системи што вовлекуваат надворешен воздух за да се спречи навлегување на чад во просториите. Луѓето со респираторни заболувања, мали деца, стари лица и бремени жени се советуваат да избегнуваат каква било активност на отворено.